Килограм домат чини 120 денари. Ке го гледаме или купуваме. Свети Николчани едногласни дека животот е веќе скап, а цените се веќе високи. Ниските примања се повеќе го отежнуваат животот и економската ситуација. Едногласно велат граѓаните на општината и истакнаа дека ваквата ситуација станува загрижувачка. Како не е? Никад не е било 120 денари е моменталната цена на патлиџано у пазарот тук. Ќе го гледаме или ќе го купуваме ние со 13 ледарки? Нема шанс. А лебо? Лебо е моментално цената најадекватна. Уште он треба да рипне да се качи, другото си земало дело. Биде по-компетентен за тие работи. Ние го користиме моментално. А млади колку е исправно. Младите побегаа како у другите градови, така и кај нас. Дека претежно заминуваат? Претежно Германија, Швајцарија, по Италија на јабуки, на грози и така. А причина зашо заминуваат? Причина приватизацијата заврши сета работа по мене. Кај приватен да бидеш вработен е многу подруга работа него како што беше на времето. Да сум од постарата генерација. Кога веќе се тука младите што работат и што остануваат? Па кој како се снашал, ако имаш војко владика, ќе бидеш поп. Ако не, само послугите ќе продават сапун, ќе ринтат двамо тамо за минимални средства. Еве како врзуваат крај со крај, што мисли? И вие со примањата? Што ние со примањата, ја како пензионер со 13 ледарки, немам зборови што да кажам. Се е кажано, уште 13 кога ќе речам, се е кажано веќе натаму. Па има, ама не е добро. Тешко се живее. Примањата се тие. Од тоа за тоа и сметките. Така. Нема се, оно се недостаточно. Најбитно е парата да ја има и све ќе има. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2023 година производството на домати е намалено за 23%, а на краставицата за 34,3%, додека лани е зголемено производството на пипер за 4,1%. Тоа според земјоделците е резултатот на немањето стратегија поради високите трошоци, ниската цена, немањето доволно работна сила и зголемениот увоз на градските култури кој станува алармантен.